Почитувани граѓани, почитувани медиуми, скандалот со киднапирањето на Агенцијата за национална безбедност и партиско назначување директор нема крај. Последната манипулација која што власта ја сервира е дека Христовски наводно поседувал сертификат од НАТО. Ова е намерна манипулација за да се одбегнат одговорите на суштинските прашања, а тоа е дали Христовски воопшто ги исполнува условите да биде на ова висока позиција. Сада сама почитувани ќе ја разобличи оваа манипулација и ќе инсистира на правна разрешница на овој случај. Прво, проверките за издавање на безбедносни сертификати ги вршат исклучиво домашните безбедносни институции, а тоа се АНАБА и Министерството за внатрешни работи. Постапката е јасно дефинирана. Институцијата каде што работи лицето доставува барање до Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, по што се спроведуваат потребните проверки. А тие проверки, почитувани за цивилни лица, ги спроведуваат АНАБА и МВР, а не НАТО. Значи, во случајот со Бојан Христовски, токму АНАБА, каде што тој е именуван за директор, поднела барање и токму АНАБА спровела безбедносна проверка на својот директор. Ова, почитувани, ја открива целата манипулација на власта. Прашањето е зошто по секоја цена, по сите можни скандали, власта го турка Христовски и ревносно го штити. Христовски, почитувани, беше именуван за директор на АНАБА без соодветен безбедносен сертификат од ниво државна тајна. Согласно член 10, став 1 од Законот за АНАБА, безбедносниот сертификат е услов за да биде именуван за директор. Се уште отворено прашањето и за сертификатот за англиски јазик од Пловдив во Бугарија од непостоечка агенција. Отворено е, почитувани, прашањето за валидноста на дипломата на Христовски. Одлуката на ДКСК е дека целосно компрометирана и затоа јавното обвинителство не смее уште да молчи. ДПМН создава, почитувани, превласт, ги крши законите за да ги партизира безбедносните институции. СДСМ ќе продолжи да инсистира на целосна транспарентност и правна разрешница за овој случај. Ви благодарам.